Почитувани, на денешната пресконференција ќе изнесеме нови факти кои ги подкрепуваат сомневањата дека власта не сака да се откаже од намерите да манипулира со волјата на гласачите. После неколку информации во одредени општини дека власта работи на промена на структурата на гласачи со масовно одобрување на живеалишта, на соодветни адреси и издавање на нови лични карти, до нас пристигнаа документи и фотографии за ваква пракса во Ресен. Дека се работи за сериозно сценарио на власта, потврдуваат сознанието дека во овие манипулации учествуваат и нотари и државни службеници. Основна цел на оваа операција на власта би можела да е создавање на нови доселени гласачи кои за одредена договорена бенефиција ќе треба да гласаат за кандидатите на ВМРО ДПМН. Ова се документи и фотографии кои покажуваат како поголеми групи лица, распоредени во неколку дена, најпрво на еден ист нотар заверуваат договори за наем на стан. Еве еден од таквите договори. Овие договори се однесуваат на повеќе лица, на кои становите, цитирам, им се издаваат бесплатно, без надомест. Замислете договор за бесплатно издавање на стан. И тоа не на едно, туку на 7 лица. Вака заверените договори понатаму организирано се носат во подрачната служба на Министерството за правда, каде се поднесуваат барања за издавање на нови лични карти, со што ќе се создадат предуслови ваквите гласачи да бидат внесени во избирачкиот список. Новите жители, без разлика дали се работи за македонци од Мала Преспа или од други места, за возврат би добиле здравствено осигурување, социјална помош или друг тип на паричен надоместок. Ова е огромен скандал. Ваква иста режимска матрица на штанцање на нови доселени гласачи можеше да се види само во Србија во времето на Слободан Милошевиќ. Затоа со право јавно ја отвараме дилемата. Дали ова е една од причините поради кои ВМРО ДПМН не сака да ги прифати препораките на ОПСЕ, ОДИХР и Европската комисија? Во колку други општини владата подготвува вакво исто сценарио? Ако владачкото мнозинство на чело со ВМРО ДПМН го одбие нашиот предлог за вклучување на препораките на ОПСЕ и ОДИХР и Европската комисија во изборниот законник, тогаш ќе стане сосема јасно дека власта не сака да излезе на соочување на слободни, фер и демократски избори. Никој не може да ја фалсификува волјата на граѓаните. Затоа го повикуваме јавниот обвинител да ги преземе сите неопходни мерки за справување со оваа манипулација. Благодарам, доколку имате прашања, повелете. Па еве јас ќе ви презентирам прво неколку фотографии, па потоа ќе одговорам и на вашето прашање. Повелете. Имаме сознанија за повеќе вакви случаи и стоиме на располагање на јавниот обвинител доколку она што е негова обврска се реши да постапи во ваква ситуација, да сите тие факти му ги предочиме. Доколку не постапи, ќе искористиме оние други правни инструменти кои нас ни стојат на располагање како опозиција.
во моментот бидејќи сме опозиција. Кога ќе бидеме власт, тогаш е друга приказна. Повелете. Јас можам да ви кажам дека помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и помеѓу ВМРО Народна партија постоеле и се уште постојат разлики по голем број прашања. Она за што не постои разлика е дека земјата се наоѓа во една безперспективна ситуација пред се на економски план, на демократски план и со застанати НАТО и европски интеграции, и тоа е причината зашто сме се решиле за заедничка соработка. Не тврдиме дека сите разлики сме ги надминале, не е ни наша обврска тоа да го направиме бидејќи сме опозиција. Па апсолутно може да има пресудно влијание. Самиот факт што тука јас ви давам еден пример, каде што на една адреса се регистрираат 7 нови гласачи, а изборите во Ресен на минатите локални избори беа решени со 15 гласа. СДСМ ги изгуби изборите со 15 гласа. Покажува дека овие потези кои се прават може да имаат пресудно влијание на изборите во неколку општини. Благодарам, доколку немате прашања, се гледаме во некоја друга прилика.